По 10 дена пат, кон и од месечината, четворицата астронаути на НАСА некаде после полнок се враќаат на Земјата. Вајзман, Гловер, Кох и Хансен направија прелет околу земјиниот сателит без слетување и го изведоа најдолгото патување досега. Некаде околу 2 часот по полнок според македонско време со вселенската капсула Орион ќе навлезат во атмосферата и ќе влезат со брзина од 40.000 км на час. Овој дел од мисијата се смета и за еден од најризичните. За астронаутите гледањето на Земјата од толкава далечина било емоционално и моќно искуство. The thing that we saw that really surprised me the most is we trained to view the eclipse from the far side of the moon. Or after going beyond the far side of the moon, we saw great simulations made by our lunar science team. But when that actually happened, it just blew us all away. I mean, you heard the reaction real time. We really are here to serve NASA, to serve our two nations, Canadian Space Agency, NASA, and the international community. And we're here to serve for Artemis 3. But what we really hoped in our soul is that we could, for just a moment, have the world pause and remember that this is a beautiful planet in a very special place in our universe, and we should all cherish what we have been gifted. And I think for the folks that decided to tune in, and it sounds like it was quite a few, this has happened, and for that we are eternally grateful. Поради интензивното загревање, леталото од Земјата ќе изгледа како огнена топка. Сепак заштитните системи се дизајнирани да издржат вакви екстремни услови и да обезбедат сигурност на екипажот. По најкритичниот дел од спуштањето, капсулата ќе ги активира падобраните за забавување, пошто ќе следи контролирано спуштање во океанот, каде што тимови за спасување ќе го преземат екипажот. По слетувањето, астронаутите ќе ги исклучат системите на капсулата и ќе го почекаат пристигнувањето на спасувачките тимови. Во операцијата се вклучени НАСА и американската војска кои ќе користат специјализирана опрема и воздушна поддршка. Последен пат кога човекот стапна на месечината е пред повеќе од 50 години. Од последната мисија на Аполо 17 програмата во 1972 година. Следното патување е планираната мисија со Артемис 3 програмата, која ќе представува прв голем лет со екипаж во новата фаза на истражување на месечината. После неа мисијата Артемис 4 ќе стане првото вистинско слетување на астронаутите на месечината. Тие ќе се фокусираат на спуштање на површината, научни истражувања и почеток на долгорочно присуство на земјиниот сателит.